Толеранцијата на камерите од системот Безбеден град ќе биде иста како онаа што се применува кај останатите полициски радари, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Министерот нагласи дека толеранцијата се однесува исклучиво на сообраќајни прекршоци, не важи во случаи кога е сторено кривично дело поврзано со сообраќајот. Според појаснувањето на Тошковски, за брзини до 100 км на час ќе има толеранција од 6 км. За брзини над 100 км на час 8 км, а за брзини над 200 км на час 12 км. Тој додаде дека, например, доколку дозволената брзина е 50 км на час, системот ќе регистрира прекршок при 57 км на час. Тошковски информираше дека системот Безбеден град ќе ги процесуира и службените возила, кога тие не постапуваат во рамки на оправдани оперативни дејствија. Како што појасни возилата на итната медицинска помош, противпожарната служба, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана нема да бидат евидентирани од системот кога постапуваат во рамки на службени задачи, но ќе бидат опфатени кога не постои оправдана оперативна потреба. Собранието во рамки на 75-та пленарна седмица ги избра Мухамед Хоџа за министер за животна средина и Беким Сали за министер за евроинтеграции. Веднаш по изборот Хоџа и Сали дадоа свечени изјави пред пратениците. Председателот на владата Христијан Мицкоски пред собранието ги образложи предлозите. Мухамед Хоџа да биде министер за животна средина и Беким Сали за министер за евроинтеграции. Денес пред вас го ставам предлогот за избор на двајца министри со цел целосно и функционално екипирање на владата и обезбедување континуитет во работата на клучни ресори од извршната власт, рече Мицкоски. За Хоџа рече дека кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт, дека е со ангажмани во повеќе институции со раководни позиции, кои подразбираат одговорност, координација и работа во службената административна и институционална средина. За Беким Сали рече дека имал претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите меѓу извршната и законодавната власт. Владата што ја води, како што потенцираше Мицковски, станува посветена на одговорно, транспарентно и законито вршење на својата работа. Од предложените кандидати, додаде премиерот, се очекува своите функции да ги извршуваат професионално во согласно со уставот и законите и во рамки на надлежностите утврдени со закон. Изборот на новите членови на владата доаѓа по локалните избори одржани во октомври, откако Изет Меджити стапи на градоначалничката функција во општина Чаир, кој ги извршуваше функциите прв вице-премиер и министер за животна средина и просторно планирање. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го обвини Хамас за кршење на договорот за прекин на огнот во појасот Газа, откако еден армиски офицер беше ранет од експлозивна направа во Рафа и вети одмазда. Во соопштенијето од кабинетот на премиерот се вели дека Хамас мора целосно да се придржува до октомврискиот договор, истакнувајќи дека тој бара радикалната група да биде отстранета од власта во Газа и за демилитаризација и дерадикализација на територијата. Претходно израелската војска соопшти дека експлозивна направа била употребена против воено возило во областа Рафа, во најужниот дел од Газа, и дека еден офицер бил полесно ранет. Палестинското движење го негираше обвинението. Насилството во Газа се смири, но не престана откако стапи на сила прекинот на огнот на 10 октомври. А страните редовно се обвинуваат меѓу себе за кршење на договорот. Министерството за здравство на Газа вели дека Израел убил повеќе од 400 луѓе на територијата, откако стапи на сила прекинот на огнот. Планот од 20 точки, предложен од американскиот претседател Доналд Трамп во септември, повикува на почетен прекин на огнот, проследен со чекори кон поширок мир. На крајот тој повикува Хамас да се разоружа и да нема никаква управувачка улога во Газа, а Израел да се повлече од територијата која е во урнатени по 2 години војна. Поради блокадите на земјоделците низ цела Грција и отежнатиот сообраќај од почетокот на месецов во некои популарни зимски дестинации во земјата откажани се до 50% од резервациите за празничниот период, пишуваат грчките медиуми. Весникот Танеа објави дека според хотелиерите од повеќе региони во централна Грција, каде што се наоѓаат планински туристички дестинации, загубите се веќе големи, не се ограничени само на деновите околу Божих и Нова година, бидејќи започнаа заедно со почетокот на протестите на земјоделците
земјоделците. Според податоците на грчката телевизија Мега, во одредени делови на Грција, каде што првично исполнитоста била 100% поради откажувањата, се намалила на 50 до 60%. Во Трикала, каде што и популарниот Божиќен парк, мелницата на џуџињата на Дедо Мраз, и од каде што на почетокот на месецов хотелерите посочија дека празничниот период за нив е вистинска сезона со 100% исполнетост. Откажувањата за Божик се 40%. Протестите на земјоделците започнаа на 30 ноември со неколку блокади кои постепено се проширија низ цела Грција, со блокирани автопатишта, особено во централниот и северниот дел на земјата, каде што беше отежнат или целосно во прекин сообраќајот. Грчките земјоделци од вчера ги тргнаа блокадите сообраќајот се до утре ќе се одвива нормално, но тракторите остануваат паркирани во една од коловозните ленти. Времето денеска наутро облачно, во крајните југозападни делови со услови за слаби врнежи од дожд и снег. Во текот на денот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје променливо облачно време. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Според управата за хидрометеоролошки работи, вистинскиот студ доаѓа за време на викендот и во првите денови од следната седмица. Утринските температури на секаде ќе се спуштат под нулата, што ќе донесе мраз и ведри, но екстремно студени утра.